Внимание, мој добар ден. Почнуваме со црвена линија. Но на што започна и второто полугодие. Седнете со вашето дете и објаснете му дека да се биде многу високо, ниско, дебело, слабо, не е причина за смење, ниту пак ако ученикот носи очила или исти чевли секој ден. Објаснете му на вашето дете дека стариот ранец ги носи истите соништа како и новиот. Научете го вашето дете да не исклучува никого затоа што е сиромашно или пак различно. Објаснете му на вашето дете дека малтретирањето боли и дека на училиште оди да учи, а не да се надпреварува. Сите имаме еднаква вредност. Воспитувањето започнува од дома, но треба да се оформи на улица и во училиште. Дали со претирана заштита им го ускратуваме правото на децата сами да се изборат за место во нивната средина? Ги пуштате ли вашите деца, внуци да играат на улица без ваш надзор? Дали со претирана заштита не дозволуваме децата да се развијат во толерантна личност? Тоа се прашањата денес кои што ги поставуваме токму до вас, драги мои, во ова издание на Црвена линија, и се надевам дека сите вие кои што директно и индиректно сте засегнати со темата и како личности кои што работат во образовниот процес, како родители се разбира, како дедовци, баби, тетки, стрини се разбира на секаков можен начин, верувам дека ќе имате одговор преку вашето лично искуство токму во ова издание на Црвена линија. Но имаме уште едно прашање кое што ве очекува на Instagram Story, тоа значи дека треба да не заследите на Instagram, па и веднаш да кликнете на Instagram Story. А зошто? Затоа што бараме да го одговорите денешново прашање. Дали е потребно уличното воспитување? Имате две опции за одговор. Кликате на онаа кое што е вашиот одговор, значи да или не. Во проценти пресметани ќе бидат резултатите и објавени по рекламите, а сега како што и правите секојдневно, не заборавајте да коментирате, шернувате и лајкнувате и на социјалните медиуми. Facebook Црвена линија е нашиот профил, секако на Twitter, поранешен Twitter сега веќе X, и се разбира профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите на Црвена линија. Но ајде да се вратиме токму кон гледачите и со нетрпение признаваме, сакаме, еве, ќе повторам токму од вашето искуство и она што го забележувате, да ни дадете одговор. Дали со претирана заштита пред се според вас не дозволуваме децата да се развијат во толерантна личност? Ако веќе имаме гледач, можеме и да почнеме. Не заборавајте, го вртите телефонскиот број 023070005 и оно што е најважно, целосно го намалувате тонот на телевизорот. Меѓу другото, еве ќе побарам, ова не сме го зборувале, но од искуство ќе напоменеме дека најдобро да зборуваме преку слушалка, односно да не дозволите да зборуваме преку интерфон, бидејќи во тој случај се разлева вашиот тон, слабо ве слушаме и така натаму и така натаму. Значи, еве ги охрабрувам во овој момент сите родители, па се разбира и оние кои што се активно вклучени во образовниот процес и постојано секојдневно работат со децата, да ни дадат одговор токму на овие прашање. Дали со претирана заштита всушност им ја ускратуваме не само правото, туку и шансата на децата сами да се изборат за своето место во нивната средина. И меѓу другото, еве, можете да ни кажете дали како родители се разбира, старатели, дозволувате вашите деца да уживаат во играта надвор и тоа без ваш надзор, односно како што некогаш тоа децата најчесто го правеа во големите малски игри, каде што голем број деца всушност и нема надзор, туку беа препуштени на играта, се чувствуваат слободни, но се менуваат времињата, се менуваат правилата, се менуваат, се разбира, и генерациите на родителите, па токму поради тоа одлучивме дека оваа Црвена линија токму ќе ја посветиме на децата, бидејќи не случајно рекле дека токму децата се нашата иднина. А какви деца имаме, ќе имаме всушност и таква иднина. Ако имаме гледач, дали може да почнеме со Црвена линија? Ако не, еве и ќе ви кажам од каде всушност
ја добивме ова инспирација. Всушност, ќе подсетам дека особено на социјалните медиуми постојано се коментира за тоа како всушност и самите родители се справуваат со родителството како предизвик и она што е најважно, дури и подоцна, како возрастни, всушност ние представуваме еден вид лична карта на нашите родители. Така да, еве, ќе ги вклучиме ни твитерџи, па можеби во нив ќе најдете инспирација. Како да е, во живо е многу поинтересно, еве, излеговме малку, отстапивме од политиката, но секако ќе повторам, децата се наша иднина, тоа не треба да се занемарува. Се што навреме ќе се оформи, направи, изгради во личност со вистински вредности, тогаш сигурни можеме да бидеме дека нашата заедница, општеството ќе бидат и во добри раце. Султана, еве што има напишано на Твитер. Коментира и вели да зборуваш за воспитување на деца, а да ги немаш за неа е всушност црвено знаменце, односно големо внимание. Но Жиле од Долнодупени го има напишано следново. Не мора да значи дека ако имаш деца, знаеш како со деца. Голем дел од родителите се само родители и абер немаат како со деца. Иако немам и не сакам да имам, знам дека секогаш разговорот е главен во воспитувањето. Мајка ми како самохран родител не одгледа двајца, никогаш не крена, се мисли на рака. Започна второто полугодие, ќе ве подсетиме, па еве и да ве прашаме дали често и редовно седнувате со своите деца, дали му кажувате на тоа дека емпатијата, толеранцијата и секако разбирањето за различноста, односно имањето и немање, односно класната диференцијација, не е таа работа со која што децата треба да се занимаваат, туку да учат, да играат и да создаваат нови пријателства. Добар ден! Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Јас сум баба веќе, но сакав да се смешам во разговорот овде на оваа тема, бидејќи како дете бев многу строго држана и воспитувана, но кога сум баба, да ви кажам, има голема разлика. Значи, ние од 1 до 5 одмаравме. После 6 излегувавме на улица, во 8:30 се прибиравме дома. Улицата секако дека е еден од воспитувачите, но аз мислам дека семејното воспитување е основа. Јас имав многу строги родители и цела, да речам, дисциплина што ја имам денес, до редење на влечки, на чизми, на алишта, да речам, на средување на куќата, го имам од моите родители. Како да се однесувам на маса, како да се држи нож и вилушка. Јас еден денес гледам возрастни луѓе како ги држат ножот и вилушката, кога одам по некои свечаности. Мислам дека домашното воспитување е круцијално за денешниве деца и дека денешниве деца се премногу разгалени. Што велат на Фејсбук, децата најви се хиперактивни, неваспитани ви се. И тоа е точно. Немат никаков страв од никој, немат никаков срам, не му е развиен срамот на деца да се срамат, не ги почитуваат учителите, учителките, воспитувачките, професорите и едноставно јас сум зачудена, да ви кажам право. Ви посакувам убав ден. И јас секако во името на целата редакција на Црвена линија ви посакуваме убав ден и секако големо благодарам еве што вие ја отворивте оваа денешна дискусија во Црвена линија. Ете, тоа е она што сакаме да слушнеме. На што сте сведоци, дали сметате дека можеби изоставува дисциплина, дали можеби недостига она улична, како да кажам, воспитувачка метода, каде што нели многобројните мала со деца градеа некои своји стандарди, па децата ете учеа низ игра да споделуваат, да се изборат за своето место во нивната средина меѓу пријателите. Добар ден. Хало, добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте. Значи, бараме децата да бидат воспитани. А од кого? Од родители што не се воспитани. Па корено треба да го видиме, па после гранките да ги бараме на кај одат нагоре. Или се криват, надолу одат. Или се сушат, се кинат, паѓат. Проблемот е во родителите, луѓе, дека сватат еднаш. Родителот, ако го воспита детето, значи гледа правилно, ако не го воспита, ако се степа
Јас, мој личен пример. Ако се степав со некое дете, не бе виновен ја. Му кажал на татко ми вака и вака. Не сум виновен, ме удри ова дете. Он ќе принатепа мене. Зошто? Вика, што си барал таму? Значи те воспитува да не одиш, да не крадиш, да не лажиш, да не се тепаш. Воспитањето си е од родителот и друго не признавам ништо. Како родителот ќе го престрои, многу пати сум кажал. 60% од родителите, 20% од улицата и рестото од школото доваѓа. Крај. Највише е темелот од родителот, детето како ќе се развива, како ќе учи, како ќе живее понатака, како ќе ствара фамилија. И тука да не се залажуваме. С какви родители, такви деца. Тука нема што да кажеме друго. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во оваа денешна дискусија на Црвена линија. Продолжуваме понатаму, значи еве ги охрабрувам сите оние и родители, се разбира и оние кои што се активно и секојдневно вклучени, особено во образовниот процес, еве како се справувате и на што укажувате и како родители, но и како наставници, се разбира и професори во однос на тоа децата како да се разбира не го создаваат тој јас, особено класен јас помеѓу своите соученици и другарчиња. Бидејќи она што треба да научиме е дека сите сме еднакви и дека всушност материјалното не прави различни. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. На телефон баба и бебиситерка на мали дечиња. Одлично. Само со два збора. Нема лоши деца, има лоши родители. И мислам дека сум кажала се. Секое дете е исто. Како ќе го изделкаш од мало до големо, тоа е. Интересно дека, се извинувам, би сакале да слушнеме, бидејќи имате и искуство секојдневно и бебиситер сте дадилка, како што напоменавте. Овие родители денешни растеле во средина каде што дисциплината беше неминовна. Пред многу години. Не баш. Ние сме растени, нивните родители, ние што сме над 55-60 години натаму, ние сме растени во нормална средина. А денешниве родители имаат и така, меѓутоа со секојдневните обврски, со телефоните, со не знаат кога им завршува работно време, се изместено, се сигнализира и на дечињата, меѓутоа пак ќе речем, нема лоши деца, има лоши родители. Кој совет е од вашето искуство ќе им го кажете и укажете на родителите? Само строго. Дете се милува кога спие. А не, ој на мајка. Така, значи за вас дисциплината е клучна. Само дисциплина. Нема, сакаш ова да облечам, неика. Сакаш ова, неика. Благодарам многу и вам, и драго ми еве додека ви тече и вам работното време, додека ги чувате дечињата, се вклучивте во Црвена линија и продолжете да не следите, за да слушнеме што ќе кажат допрва останатите кои што еве и ќе го споделат и својот став, но и искуство кога станува збор за воспитувањето на децата. Добар ден, добро вечер. Ало, дали сум на линија? Да, на Црвена линија сте, повелете. Се работи за дечината. Дечината се една алатка која се многу добро развива сега. Ние, една кажа гледачка тука, да дечината споредени со претходно били многу воспитани, сега не се воспитани. Сега децата се 50%, не 50%, 70% се по-воспитани и по-образовани се од ние кога биме како деца мали. Тоа значи дека времето само оди, времето оди напред и дечината тоа го знаат, го учат, го гледа и се развива во тој напреден дух за развој на дечината. Дечината не може да паплаја под влијание толку на родителите. Родителите се, како ви кажам, не се изубрена алатка, него се веќе од постари времења кои тие времења сега не може да конверира понатаму. Затоа децата сега се
како да ви кажам пак, 100% по-напредни од тие кои биле деца неки пат или вие или некои други. А според вас дали новите генерации повеќе ставаат акцент на образованието е тоа што ги не се разбирам, јас да кажам. Образованието е сега добро што дечината треба само тоа да сватат дека тие да си ја извршат својата задача. Тука треба да помогне малце родителу дека ти. Така, благодарам. Сакавме од вас да слушнеме, бидејќи сте од повозрастната генерација, и ве да направите една паралела, дали се зголемуваат разликите помеѓу децата, односно се става повеќе акцент во играта на децата околу тоа со кого ќе другарува, со кого нема да другарува во однос на статусот од кое што семејство доаѓа детето, односно дали повеќе има или помалку има, дали има скапи патики, скапа облека и така натаму. Дали еве тие разлики се зголемија низ годините. Добро вечер. Добро, еве од каде всушност добивме на некој начин инспирација за да ја креираме оваа тема денес, и верувам дека гледачите, ако не зборуваме за политика, зборуваме за нешто што е од круцијална важност, а тоа е нашата допрва иднина што доаѓа, односно тоа се новите генерации. Дали според вас, еве, би сакале тоа да слушнаме денес, ги пуштате вашите деца да играат надвор со останатите деца без ваш надзор? Колку е тоа возможно во новото време? Добро вечер. Ја, ало? Добро вечер, во црвена линија сте. Што правите? Добри сме, вие како сте? Ете, имаме најверојатно од помладата генерација кои што се јавија и може да искористат шансата во 90 секунди. Се разбира и да споделат младите генерации, односно младинците можат исто така да споделат свои лични искуства околу тоа колку се соочуваат со нетолеранција од своите соученици, другари од средината и колку е застапена всушност колку е застапено тоа забележување на јазот, односно на диференцијацијата во однос на тоа кој колку има, кој има повеќе, кој има помалку. И да видиме дали имаме и нови генерации кај кои што доволно се развива емпатијата. Добро вечер. Вака сега. Дали се слушаме? Добро вечер, во црвена линија сте. Да, ви слушам многу убаво. Драго ми е, повелете. Вака сега, на коментарите што ги дадовте за децата, како се облечени и се. Дали може, ќе ви го вратиме времето, ве молам, зборувајте преку слушалка, не преку интерфон, бидејќи така се разлева звукот и не ве слушаме со добар квалитет. Погрешка сум свиснала, еве сега. Ако имаме трпение, таман работа. Вака да ви кажам, јас сум и баба и прабаба. Сега да ви кажам, она разликата во облекувањето и однесувањето на дечињата, да се врати униформата по училиштата, да бидат сите еднакво облечени, нема ти имаш вакво фустанче, вакво делце, него да бидат сите еднакви. Тогаш нема да има раздор меѓу дечињата. А со она што пред малку го слушнав, еден малку он ме поттикна да се јавам, не го оправдувам дека е тоа од родителите воспитување. Генерацијски напредното општество, електрониката, дигитализацијата ни ги однесе децата во електронски инвалиди, а не родителите. А еве кажете ми, низ вашето искуство, бидејќи сте од повозрастната генерација, во што најмногу се разликуваат овие нови генерации од времето кога еве децата припаѓа на времето од 50-тите, 60-тите, 70-тите од минатиот век? Во многу, Душичке, сега ќе ти кажам зашто. Во тоа време децата гледаат да се дружат, да си играат, дури на улица играја заедно. А сега од телефоните и таблетите не можете да ги дигнете, да се направи едно истражување.
Така, големо благодарам и драго ми е што и како баба и прабаба се разбира го споделивте вашето лично искуство и видување во однос на тоа како до генерации кои што пред се нема да прават диференцијација во однос на изборот на своите другарчиња, во однос на тоа кој повеќе или пак помалку има. И еве исто така можете слободно следните кои што ќе се вклучите во црвена линија да ни откриете дали доколку еве сте и родители дозволувате вашите деца подолго време да играат надвор без ваш надзор. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако повелете. Благодарам, па вака. Прво, јас ќе кажам една интересна приказна во однос на ова. Значи, јас сум за децата да имаат слобода, да можат, значи, да играат и на улица, во школа, значи, под надзор на родителите, но не да има туторство врз децата. Ево ќе кажам еден мој личен пример. Јас сум дете на погинат родител во време на Втора светска војна. Во тоа време, значи, нашата држава, децата кои бевне нападнати борци не собраа во домови, во интернати, каде што живееме колективен живот, каде што ние меѓу себе прво се браневме, не дозволувавме некој да не нападне, да не шиканира и сето тоа. Меѓутоа, не дозволуваме некого да видиме ако е нешто нападнат, да не му помогнеме. Значи, улицата ја признавам како еден вид школа, ука. За ова ќе го споредам со тоа што сега јас ќе ви речам, ака вие сигурно имате помлади деца, јас сум 80 години, значи вие мора да го однесете детето до школа, да го вратите, да го чекате да го земете, да го вратите. Кога ние учевме, ни не носеше некој, ни не враќаше назад некој, ни некој по пат не запираше да ни каже некакви се несакани, што се вика зборови и слично. Значи, далеку бевне послободни, подемократични, но бевне многу посиромашни во однос, значи, на материјалното, но бевне побогати во духот. За разлика сега, многу сме, значи, егоисти, само за личното, само за своето размислување. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Ќе потсетам за следните гледачи, се разбира, внимавајте и на тајмерот кој што е 90 секунди. И еве како што напомена гледачот, тој смета дека во поново време, односно новите генерации, како некако сите ние да сме станале и поегоистични, по некако без толеранција и емпатија и чувство за потребите на другиот. Но како и да е, децата се нашата иднина, па она што ќе засадиме, се разбира, тоа во такви плодови ќе уживаме понатаму. Па еве, дали сметате дека можеби уличното училиште е потребно за децата и дали можеби преголемата заштита не им дава на децата да се развијат во толерантна личност? Добро вечер. Добро вечер, Климче. Баба Роска моја, па како сте ми? Да, Баба Роска. Баба Роска, дали вие бевте строг родител? Јас не бев строг родител. Моите деца се по 64 години сега. Ама немам ги удрено, немам ги скарано. Све се убаво, со полека, ама скршело. А ако си не, сега си го скршело, друг пат ќе пазиш. И така сум ги воспитавала и така ми се и сега дето, да? Моите возрастни, у пензија веќе отидоа. А унуците, па да ти кажам, да не биде фалба, ама ќе ти кажам, унуката од ќерка ми има 18 месеца дете. Земала книга и отвара. Вика, дали овој ѓубрев дете го сврлем? Она вика, не, каде? Тамо, покажува. И ја пее песмата Никола, Никола. Угради га носе, па и купила за на уши да биде докторка, па мере притизок на куклите, па ќе дојдам бабо, дојдам тамо, мерам тебе. Баба Роска, кој совет еве ќе им дадете на... А све уче унуката. Баба Роска, дали ме слушате? И исто и унукот, брати, како ги воспитават, кога е за фалба го фали, кога е за казна го казни. Строга мајка за мерак.
Благодарам, многу драго ни е што ве слушнавме, баба Роска, и со оглед на тоа што еве можете слободно гордо да кажете пред целата јавност дека сте се грижите веќе за трета генерација на ваше потомство. Сакавме да слушнеме кој совет вие низ вашето навистина огромно искуство би го дале на новите генерации родители. Но секако тоа може да го направат и оние останати кои што допрва ќе се вклучат во овој разговор и да видиме што следно ќе слушнеме во однос на тоа што треба да се направи во однос на тоа да имаме едно квалитетно воспитување на децата, каде што секако ќе научат да бидат поемпатични, да имаат поголема толерантност, особено кон оние кои што имаат од нив помалку, кои што се разликуваат и секако кои што не можат да ги следат, особено во материјалниот сегмент, своите другарчиња. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ве молам, сакам некоја работа да ви укажам. Децата се тетрадка празна. Родителите се тие кои треба таа тетрадка да ја потполнуваат. Како детето ќе биде научено и воспитано, така и ќе биде во Индија. Кој совет еве ќе им го дадете од вашето искуство на новите генерации родители? На нашите млади генерации, ало, ве слушате ли вие мене? Да, ве слушаме, зошто сте нервозен? Повелете. Совет да нон-стоп вршат контрола како нивните деца работат, како се школуваат. А улицата е потребна, али под контрола на родителите. Ако детето го пуштиш уште во рани години да он си оди по своje како не му одговара, детето на улица имат свашта и свачаја, што вика Србите. И затоа пубо да спречиш, него да лекуваш. Немој никој пат да кажувате дека детето не чини. Детето чини. Детето е добро, детето е паметно. Ама зависи како ќе биде припремено и како ќе биде подготвено. Што ќе напишеш во тетрадката, тоа ќе читаш во нејзе. Така, големо благодарам еве што се вклучивте во црвена линија и еве низ вашето видување околу тоа дека всушност сите деца се всушност и паметни и добри, и дека всушност родителите се оние кои што пишуваат во нивната тетрадка какви ќе бидат понатаму децата. Еве ќе издвоиме и нешто што е особено интересно и што да речеме психолозите, оние кои што го следат развојот на децата, го укажуваат кон новите особено генерации родители. Она што е секако препознатливо, особено на европскиот континент, е поинаквиот начин на воспитување, односно насловот е зошто децата во Данска се најсрекни. Па еве што се издвојува во однос на воспитувањето во оваа земја. Данците сметаат дека да се научи детето на емоционална искреност, односно да не прибегнуваат кон само сожалување, е непроценлив подарок. Потоа данските наставници се обучени да на секој ученик му пристапат индивидуално, како на поединец со собствени специфични потреби. Па еве, дали се сложувате со ваквите методи? Што кажува вашето лично искуство и како родител, и како баба, како дедо, како наставник? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Јас потполно се согласувам со тоа што го кажавте пред малку за во Данска, затоа што јас сум родител на 3 деца. И секое дете си индивидуално дете за себе. Некој може побрзо да разбере, некој треба да се искара, некој треба со милост и така натаму. Сега, што се однесува, да речеме, до образованието, кај нас е многу лошо. Прво, тие професори, наставници што ги учат децата, многу од нив не знаат прво за себе, а камоли да ги научат учениците и деца. И пак ќе кажам, еве, двете деца, едното машко
дете на возраст од 12 години, едното на возраст од 10. Значи, еве, двете се од ист мајки, исти татко и тие се различни. Едното е поодговорно, другото по-неодговорно. И сега, децата, да речеме, исто воспитувани се и двете. И најголема казна сега за нив е доколку им се одземат далечинскиот управувач и телефоните. Значи, а нас, како јас кој сум бил дете, голема казна би било да не излегуваме надвор. 2-3 сати, 5 или така натаму. Но ова е комплексна проблематика, пошто ние сме мало општество, Македонија со оглед на времето, поздрав и пријатно. Големо благодарам. Секако, еве што споделивте како родител на 3 деца, со што се соочувате ви и како се справувате, особено со различната природа на вашите 3 деца. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Господја Тинче. Здраво, господине Златко, ако паметам добро. Да, многу убаво памтите и ви благодариме за оваа тема, многу убава тема. Децата, да се вратиме на темата, децата, ако сте слушале и читале педагогија, господјата Марија Монтесори од Италија е онај врхунски педагог за воспитување на младата генерација. Има тамо на интернет, ќе најдете многу прилози за тоа. Ние како општество сме многу сиромашни и чак од просветата за примањето на малите дечиња во живот. Денеска се изменети условите, господја Валентина, изменети се условите како по старите генерации врвеле, еден господин рече дека во партизанското време како било, ама денеска децата знаат повеќе од нас самите. Се раѓа неиспишан лист хартија, меѓутоа многу убави работи, самите сиромашки дечиња се борат со општеството, со светот постана глобално село. Ние прво сите викаме се селиме. Да, извинете, убав ден имајте. Не се извидувате, господине Златко, благодарам што земавте учество и во ова издание на Црвена линија. Ке дадеме предност секако вам, драги мои, сакаме што повеќе искуство и ставови, а и мислења и идејни решења да слушаме токму од вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Телма телевизија. Да, Телма телевизија, повелете. Добро. Вака сега. Јас сум родител, старец, 75 години. Така? Имам 4 деца, 3 са високо образовани, едно е со средна школа. По-сиромашко не верувам да се живеали други од моите. По-сиромашко, значи зборам за времето кога беа деца. Сега не са најголеми, ова е 53 години и така натаму. Бабата ми почина, останав сам. Едни отидоа по странство, едни се вртат низ Македонија, меѓутоа и тие ќе бегат, гледам. Од нив имам 8 внука, машки и женски. Само преку интернет ми уклучија да ги видам, иначе доваѓам. Греота е, сам сум. Само да разбереме, никој пат децата не се криви. Секој пат се криви родителите. Сега само ме слушајте една реченица да ви кажам. Во моје време, на млади години, кога се раѓаше моите деца, најголеми од 53 години, имаше една психијатор, докторка, се викаше Диана, висока, добра жена, на телевизијата дава, психијатор беше. Таа има една реченица, кажано, што додека сум жив ќе ја помнам. Вика, детето е како цвеќето во градината. Ако си го одгледуваш убаво, ќе ти даде добар цвет. Ако си го не знаеш да си го одгледуваш, цвето нема да биде добар. Свака и час жената е веројатно покојна. Благодарам многу, еве, што споделивте кој е вашиот одговор и видување во однос на темата со гледачите на Црвена линија. Оние кои што во светот се препознатливи по вештините и на воспитување, секако се и јапонците кои што во светот се препознатливи во однос на воспитувањето, но и во однос на квалитетот на живење. Но кај нив
зошто изгледаат како да доаѓаат од друга планета во однос на напредокот, технологијата, како функционира општеството, сето тоа се има своји почетоци токму од најраната возраст. Па еве неколку работи би сакале да издвоиме и со вас, кои јапонските родители ги практикуваат за да постигнат добро воспитување. Интересно е дека колку и да изгледаат студени на нам европејците, тие сепак даваат акцент на силната врска помеѓу мајката и детето, односно јапонската култура ја поттикнува, истакнува и се гордее со поврзаноста мајка и дете. Освен физичка, нивната врска во Јапонија се смета и за длабоко емотивна, бидејќи мајките прифаќаат се што прават нивните деца. Семејството е на прво место кај јапонците. Значи, мајките се оние кои што се грижат за своите деца, па затоа малите јапонци не почнуваат во градинка додека не наполнат 3 години. Еве ова е интересно за нивното општество и родителите не бараат од бабите и дедовците да се грижат за нивните деца и генерално не плаќаат бебиситерки. И покрај ова децата поминуваат многу време со бабите и дедовците и другите роднини. Значи, иако не се грижат за нив, сепак се одвојува големо време да поминат со своите баби и дедовци. И она што го издвоивме овој текст е дека акцентот е на емоциите. Односно, повеќето луѓе, како што напоменав, го доживуваат јапонското општество и луѓето како студени и ги поврзуваат со општ недостаток на емоции. Ова не може да биде подалеку од вистината. Единственото нешто по што се познати јапонците е регулирање на нивните емоции, а единствениот резултат од тоа е што живеат мирен и хармоничен живот. Добро вечер. Добро вечер, Тине. Голем поздрав до вас. Поздрав до вас, до ваша екипа, до сите слушатели. Благодарам, повелете. Само друг пат, никој пат да не правите споредба со Данска и со Јапонија. Еве со Данска. Данска 12 години во меѓу 5 најдобри држави во сите параметри. Во култура, во безбедност, во сите параметри. Ние сме па најпоследна. Зашто податок не дадете нова тема, ако збориме пошто претерана заштита, имам доста сегменти. Колку деца се во последните 10 години исчезнати, не се најдени. Ако збориме тоа заштита децата да ги пазиме. Децата не се криви. Родителите не се криви. Системот, општеството. Затоа што гледаат родителите што се нервираат, со овие неправди, со овие вести. Ние порано мене не ме интересира кој бил премиер, јас сум 64 години, ако сум знаел, и Дурденска ги памтам тие. Не го интересирало кој, имало стандардна работа, имало плати, одмори, К15, ова. Денеска младо дете да опрашаш и на улице која ќе дојде пропагандата, памтим да изборот. Ова, ќе навиваат или за Мичковски, или за порано беше за Заев, ова. Значи, не се криви децата. Има ова голема лепеза на муабети ова. Него децата се добри, општеството, системот не ни е добар. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Еве досега слушнавте какви размислувања и на што укажаа гледачите кои што ги вклучивме, како и да еве последниот гледач смета дека всушност се почнува тоа каков систем имаме на функционирање, односно како ни функционира државата. Добро вечер. Добро вечер. Добро, да не биде напразно, нели, да зборувам добро вечер по неколку пати, ќе ве потсетам секако дека за ова што говориме со вас во живо во Црвена линија, сето ова можете да се разбира како дискусија, да го пренесете и развиете и на социјалните медиуми, се разбира Facebook и таму ни е објавена темата. Па веќе кога и ви укажувам на Facebook, еве и ќе прочитаме еден коментар, односно ќе ви покажам како изгледаме на нашиот профил Црвена линија, за оние кои што се уште не следат таму. Ако може да им покажеме на гледачите, така, еве на Facebook ќе кликнете секако на Црвена линија, а потоа се разбира преку низ фотографија и ви го поставуваме ова прашање до оние кои што не следат на Facebook. Дали со претерана заштита не дозволуваме децата да се развијат во толерантна личност?
Стефан Цветанов го има напишано следново. Поради уличното воспитување, некои се однесуваат како школото да е нивно и мислат дека може секој да го контролираат, да го зафркаваат и навредуваат. Па како да се искоренат овие појави? Особено појавата децата да не бидат толерантни и да ги забележуваат работите кои што воопшто и не треба да бидат нивна грижа, односно кое дете е побогато, посиромашно, кое дете има најскапи патики, најскап мобилен телефон, а кое нема. И дали врз основ на тоа треба да ги бираат своите другарчиња со кои што ќе градат, па може би понатаму долгогодишни другарства, пријателства. Добро вечер. Добро вечер, драга Тина. Голем поздрав до вас. Повелете, во црвена линија сте. Дали со претерана заштита не дозволуваме деца да се развијат во толерантна личност? Да, и тоа е многу јако. Ние порано кога сме биле деца, не штителе нашите родители, порано да се натепат, да те удрат, а него ли сега, ако те удре или ако те скара малку учителот и одма родителот тоа да се нафрла, да се тепа. А зошто е тоа? Тоа треба да биде воспитано, да се знае кој е дете, кој е учител. Ни униформи не се носе, ни ништо. Само у телефоните зјапат и дома ти го мислиш, уче оно под книгата си го ставил телефонот и си дрмки и после оле моето дете учи дома, а ништо не знае. Како може да му стават единици и после ајде двојки, тројки ќе го изнашибат. Нема никакво воспитување. Сега децата се гледат како бубрек у лој и ништо не работат. Нека плюс тоа што не работат, туку и не слушат ништо дома. Не му се преговара. Се оне управо. Што да му речи, се оне управо. А зошто е тоа така, еве, според вас? Многу ги разгалуваме, а ние порано, јас сум од по-старата генерација, не беме така, дома, а ќе писниш нешто за паралика, а ќе ти плюш до тесната, уште едно ќе посакаш. А сега, ако го удари, одма ќе плаче, та ќе скрше дома, циркуси ќе праве. А тоа така не треба. Ова не се деца, ја не знам. Така, благодарам многу и вам за тоа што се јавивте во црвена линија. Дојде времето за реклами, а по рекламите секако ќе ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Сега е време и да соопштиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм преку нашата Instagram Story анкета. На прашањето дали е потребно уличното воспитување, со да одговорија 83%, додека со не, еве вака изгледаме на Instagram Story, одговорија 17%. Како и да благодарам за учеството на сите вас кои што се вклучивте во денешно издание на Црвена линија. Ве потсетувам секако да останете со мене, бидејќи допрва забавата започнува, а секако ќе биде и многу берикетно со оглед на тоа што имаме и дополнителни изненадувања за оние кои што и гледаат и учествуваат во заврти на Телма. А за да се освои главната награда, ете вчера ако беше фрижидер, денеска е нов телевизор. Оние кои што го освоија наназад веќе ги ја гледаат Телма и секое ново издание и на Црвена линија се разбере на заврти на Телма со новиот телевизор. Денеска за да освои некој од вас телевизор, нека забележи прашања кои што секако ги откриваме, што секако ќе се паднат на тестот заврти на Телма, па добро меморирајте. Колку крака имала црвената звезда што ја носеле партизаните на капите? Ке има секако и вакво прашање како на руски ќе кажеме добро. Кој е режисер, иницијалите му се ЛБ на филмот Дискретниот шарм на буржуазијата и како се вика човек кој собира поштенски марки. Како и да е, ние имаме и онакви играчи кои што собираат награди. Продолжете со тоа и најдете се меѓу оние кои што играат и секако добиваат. Време е да се освои денес нов телевизор. Се гледаме за кусо време.